што презентираше владата пред еврокомесарот Хан и колку акцијскиот план е реално остварлив. Ако одмрзнувањето на препораката и се чини дека е достижна цел, како ќе се помине патот до отворањето на преговорите, кој, познато е, води преку Софија и Атина? Како да се маршира под знамето на НАТО со искинати војнички чизми? Добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Многу прашања и дилеми за она што новата влада го нарекува нов импулс во евроатлантските интеграции. А за нив на Жешко Столче. Вечерва во дебатно интервју на топ тема на ваша страна, вице-премиерката и министер за одбрана Радмила Шекеринска. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам на поканата. Наспроти мои колеги и представници на невладиниот сектор, а тоа се Слободанка Јовановска, новинар во Макфакс. Добро вечер. Лјупчо Поповски, политички коментатор. Добро вечер. Александра Ивановска, истражувач во Институтот за европски политики, ЕПИ, и Дарко Аврамовски, Коалиција за правично судење. Господи Шекеринска, уште еднаш добро вечер и добре дојдовте. Првото прашање е од мене. Многу ентузијастички пораки по посетата на Хан. Поттик или, како што прочитав, некои помалку малициозни коментари, дојде бриселската гувернанта, оти ЕУ конечно свати дека прерано го затвори досието Западен Балкан, а овдешните политичари не можат без јасни рокови, временски рамки и траекторија. Јас се сеќавам дека истава дилема ја имавме и во текот на целата политичка криза. Значи, често пати кога ќе седнев на вакво помалку или повеќе жешко столче, прашањето, особено во првата година од кризата, беше како е возможно ЕУ така да не остави на цедил. И постојано го имам тој став и мислам дека често треба да си го повторуваме, дека ако не постои овдека политичка волја, знаење и подготвеност за вистински чекори, ни гувернантата нема да ни помогне. И мислам дека таа порака мора да ја испраќаме внатре на тие кои носат политички одлуки, на институциите кои ги спроведуваат тие политички одлуки и на сите нас како држава. Дека не можеме постојано да ја користиме, како да кажам, додадената сила или додаденото знаење од надвор. Од друга страна, кога сме во Брисел или кога разговараме со нашите европски партнери, се разбира дека ја користиме аргументацијата која ја споменавте. Не може Европската Унија, која толку инвестираше на Балканот, кој е нејзино соседство, не е соседство, тоа е дел од континентот, не може во клучни моменти да биде отсутна. И дека тоа отсуство на ЕУ, на НАТО, предизвика сериозни политички кризи низ целиот Балкан, тука не мислам исклучиво на Македонија. Денеска во Македонија постои оптимизам дека може да ставиме пауза на изгубениот период, дека може да се вратиме во процесот на ЕУ и НАТО. Меѓутоа, за да тоа се случи, ќе треба да покажеме и ентузијазам, меѓутоа ќе треба да покажеме и многу резултати и во Македонија, ќе треба да ги покажеме тие резултати и во земјите членки на Европската Унија. Не мислам дека треба да седиме и пасивно да чекаме некој да ни дојде со план. И тоа денеска пред комесарот Хан го покажавме. Денеска не настапи Хан со негови очекувања, датуми, рокови, барања, настапи владата со план кој што мислам дека во текот на следната недела ќе биде финализиран, ќе биде објавен, за кој дискутиравме со невладините организации. Очигледен е притисокот, бидејќи денеска беше Хан, од утре почнува да работи Прибе, а најави дека доаѓа и екипа од директоратот. Помалку од час време средба се чини беше премалку време за тој план 369 кој што содржи многу елементи, меѓутоа тука ја отвараме дебатата и во врска со неговата содржина им го препуштам зборот на моите вечерашни колеги и кодомаќини практично. Првото прашање од Јовановска. Па вака, ние до сега сме виделе многу акцијски планови. Мислам дека воопшто решението не е во правење акцијски планови. Што е тоа ново што мислите дека ќе помогне овој пат на вистина да се спроведат реформите во Македонија? Бидејќи СДСМ веќе беше на власт пред 10 години и тогаш не успеа да
практично да издействува преговори за нас. Знам дека тогаш постигнавме, нели добивме кандидатски статус и други привилегии, меѓутоа реално уште тогаш Македонија заостануваше во процесот на евроинтеграција. Едноставно пред се би сакала да ни кажете што содржи тој акцијски план, што може евентуално квалитативно сега да направиме чекор напред. Скептицизмот во поглед на тоа дали оптимизмот е оправдан постоеше и таа 2002-2003. Од 2006 година Македонија беше земја кандидат, земји кандидатки не бе Албанија, не беше Србија, не беше Црна Гора. Сега сите тие преговараат, ние не преговараме. И сега факт е дека ние треба тоа време изгубено да го надоместиме. 10-11 години нема да се надоместат ниту за 10 или 11 дена, ниту за 10 и 11 месеци. И не сакам да создаваме надеж дека одеднаш можеме овие изминати и испуштани години да ги избришеме со гума. Тие многу не чинеа како држава. Се согласувам со вас, ги истрошивме од употреба зборовите акцијски план. Јас се ежам кога ќе чујам акцијски план. Еве сега има нова кованица 369. Да, планот 369, така интерно го коментиравме овој план, дека содржи чекори што сметаме дека Македонија може да ги направи за 3, за 6 и за 9 месеци. Зошто? Заради тоа што нешто треба да покажеме како резултат пред октомври, нешто ќе треба веднаш после декември да се покаже и клучното ќе треба да го покажеме за нешто помалку од година дена, кога ќе се носат новите извештаи за сите земји, па и за Македонија. И тогаш треба да се фокусираме на резултати кои можат да значат одблокирање на процесот и почеток на преговори. Што е различно? Може по-конкретно што? Да. Не, што е различно? Сега ме прашавте неколку прашања, се трудам сите да ги одговорам. Различно е политичката волја. Значи, ние имавме акцијски планови како покритие на отсуство на политички потези. Еве сега конкретно една работа која што е различна. Овој план не го усвоивме пред да почнеме дебата со невладени организации, со дел од стручните организации и нашиот план вели вака: за секој од крупните реформски пакети, било да е тоа медиуми, било да се тоа реформите во судството, реформи во администрацијата, изборна реформа, нема да тргнеме со премисата миле нас ни текна, го напишавме законот, го буткаме со ултра брза процедура и велиме еве ова се реформите. Значи, ставаме акцент на можеби малку побавен процес, ама процес во кој што ќе се трудиме да дебатираме, како вечерва па и повеќе, да сослушаме различни мислења и да прифатиме дека не сме секогаш во право. Втората крупна разлика е дека акцентот го ставаме на фундаменталните права каде што Македонија подклекна изминативе години. Тоа ни се виде и на ЕУ и на НАТО план. Слобода на медиуми, независност во судство, независност во обвинителство, понатаму предпоставувам ќе дискутираме, и на една тема од која долго време се бегаше, а тоа е прашањето на транспарентност. Значи, денеска тоа беше една од политиките која ние ја наметнавме пред комесарот. Како да обезбедиме поголема транспарентност во јавните финансии, како да обезбедиме поголема транспарентност во креирањето на политики. Не заради тоа што тоа само по себе ќе ни ги направи политиките добри, туку ќе ги покаже метастазите кои ги има практично во секој дел од општеството. Лошите навики не умираат лесно. И немаме дилеми дека тие лоши навики ќе тлеат, ќе ги гледаме. Прашањето е дали ќе покажеме видлива политичка волја со конкретни чекори да тоа го менуваме. Мал е примерот, јас сум свесна, меѓутоа одлуката на владата да го тргне статусот доверливост, статусот државна тајна на податоците за сопствените трошоци, сопствена репрезентација, патување, ситна е работата. Меѓутоа, од негде мора да почнеме. И тоа да влијае на сите институции да си го постават прашањето: ако министерот не смее да си ги крие своите трошоци, како смеат тие после под министерот да кријат некои други работи во нивниот домен. Значи, разликата помеѓу
акцијските планови тогаш и акцијскиот план сега е што ние сме свесни дека оваа држава нема веќе шанси за губење. Добивме доверба од граѓаните за да работите бидат различни. Така го теравме овој процес на правење на планот, така ќе го спроведуваме. Веројатно ќе има и многу поконкретни прашања, ќе ги отвориме и клучните теми. Дали може да се најдете во еден процеп од кој што сега како што видите дека се консултирате со невладините организации за сите планови, да дојде ставовите на невладините организации да бидат паралелни, не велам доминантни, паралелни или помоци, наспроти политичката агенда на една политичка партија и коалиција. Се знае дека во една влада, едно мнозинство во собрание е политичка структура. Дали владата и партиите треба толку многу да се потпрат на невладините за нивната агенда да се префрли во владата. Тогаш зашто вие ќе треба да расправате ако клучот е кај невладините, на пример? Јас не мислам дека клучот е кај невладините, да не се лажеме. Консултациите со, да кажам, засегнати страни не значат дека им го предаваш лидерството, ниту пак значат дека некој треба да излезе победник. Целта на тој консултативен процес е власта и да се преслуша. И за некои работи, може би ќе свати дека има подобра идеја, како што ни се случувало во минатото. За некои работи ќе се согласиме дека не се согласуваме и ќе одиме понатаму. Јас не мислам дека кај било кој човек кој што е активен во невладин сектор, дури и луѓето кои што се во бизнис комори, во синдикатите, никој од нив не очекува дека ќе седнеме на маса и некој ќе се врати дома со 100-0. Не очекуваат сите работи да се прифатат. Но градењето на таа култура на диалог, знаете што ќе значи? Дека јас како министер, дека премиерот како прв човек на владата нема да влезе во филм, дека треба да мисли и да смислува се во државата. Дека неговото е прво и последно. Јас да ви кажам, и денеска доаѓам од состаноци во владата на зградата на владата на Република Македонија, мислам дека е таа слика и прилика на тоа што може да се случи со една земја кога нејзините први луѓе ќе помислат дека се монарси. И мислам дека консултациите се битни и заради тоа постојано создавање на контролни механизми, на кочници, на ограничувања, на различни мислења. Но јас се согласувам со вас дека одиме ние сите на избори, добиваме доверба заради одредена агенда, идеолошки разлики ќе продолжат да постојат и не можеме ние да кажеме сега ова се што зборувавме во кампањата, фрлете го во вода затоа што сега чувме други мислења. Но околу некои прашања кои што се однесуваат на слобода на медиумите, човекови права, мислам дека без да ја создадеме таа клима на разговор и добрите решенија ќе завршат со лоши резултати. А за некои теми ќе се согласиме дека немаме заеднички став. Ако дел од тој разговор се невладините, тука се гостите представници, каде е тој другиот дел од политичкиот корпус, што би можел да учествува во тие разговори и да помогне. Денеска ми се чини дека и премиерот Заев ги повика опозицијските партии да бидат дел од таа условно речено структура која што ќе помогне на одреден начин. Дали имате некакви одгласи од кај нив, некако желба за не за соработка, туку за помош, имаат сепак 11 години беа на власт и тоа е сериозно искуство, не може да се отфрли. Сериозно лошо искуство. Па добро, сериозно искуство, биле таму, имале. Ние ја испративме пораката и во делот на разговор околу реформите и во делот на институцијата која што е задолжена пар екселанс да разговара, а која што за жал потфрли во изминатиот период, тоа е парламентот. И јас мислам дека двете работи не се исклучуваат. На нашите средби кои што ќе ги организираме на дебатите по различни прашања, ја немам дилеми. Како што ќе бидат поканети представници на различни невладини или експертски здруженија, апсолутно е ненормално да не бидат поканети и представници на опозицијата. А клучната дебата, полека но сигурно да ја враќаме во собранието. Ние и тука направивме гестови, затоа јас се согласувам со вас, не верувам многу во табели.
Ама некогаш треба да се подсетиме дека ситни политички гестови на прв поглед можат да значат крупни политички промени. Ние имаме прв пат ситуација во која, ако не се лажам, 9 собраниски комисии се председавани од пратеници од опозицијата. 5 имаат мнозинство припадници од опозицијата. Дали тоа ќе ни ги врзува рацете на нас како власт? Да. Дали е тоа некогаш ќе ги комплицира работите? Да. Дали е здраво? Мислам да. Затоа што власт која што знае дека од сите страни има контролни механизми, која мора постојано да си ги брани собствените аргументи, 10 пати ќе помисли пред да превземе некој непромислен чекор. И затоа мислам дека повикот кон опозицијата воопшто не беше случаен. Повикот од премиерот почна од првиот ден на нашиот избор како влада, од собраниската седница, каде што на еден многу поинаков начин се трудеше особено премиерот да ја води дебатата. Имаме некои работи што можеме да ги чуеме паметни, оправдани, издржани и од опозицијата. За некои работи нема да се согласиме, меѓутоа тоа нема да не спречи да дебатираме. 369 планот веројатно содржи многу конкретни прашања од она што се нарекува итни реформски приоритети, извештај на Прибе, кои беа заборавени речиси во овие 2 години поради политичката криза, а требаше да не изнесат некако од таа политичка криза. Ивановска ЕПИ и мрежа 24 беше, 23. Ја следеа имплементацијата на етните реформски приоритети, дури во оној период кога политичарите ги заборавија. И според последниот извештај, резултатот е речиси 0. До Брисел е испратено само бројката на администрацијата, во која многу умина имаат сомнежи, и имаме некаков почнат, недовршен нацрт за реформите на УБК, кои што се дел од суштина. Повелете, со сиот стручен бекграунд и познавање и следење на стручната проблематика со првите прашања. Имали промени во изборниот законник, но да, главно нема никакви суштествени промени. Тоа го објавивме во последниот бриф кој што излезе пред 2 дена. Конкретно моето прво прашање било, бидејќи споменавте метастази во општеството. Знаеме дека Прибе рече дека ние сме држава со системски недостатоци, додека Европската комисија нарече заробена држава. Колкав преглед имате во моментов на ситуацијата, фактичката ситуација која што ја наследувате во јавната администрација и судството, и како на база на тоа, односно на тоа што сте го наследиле, може да утврдите приоритети на кои што ќе се концентрирате во првите 3 месеци пред да го донесат, нели, оној вонреден извештај од страна на ХАН? Дали постои целосен преглед на сите состојби во различни делови од државата е тешко прашање, затоа што нашата дневна работа започнува со откривање на уште мал дел од минското поле. Најголемиот дел од реакциите во јавноста се врзани со клучното прашање колку пари има и колку пари должи државата. Меѓутоа, се согласувам со вас, не се само корупцијските опашки, повеќе нефункционирањето на системот, она што не загрижува. Фактот дека дел од институциите се навикнале работите да функционираат по лош терк. Тоа се тие лоши навики. Нема да можеме да одиме научнички. Прво се да диагностицираме, па потоа се да поправаме едно по едно. Тој луксус нема да го имаме. И заради тоа, велам, ни треба сето и искуство и на многу други луѓе кои не се во администрацијата, но и на луѓе од администрацијата, за да во следниве 3, 6, 9 месеци и понатаму зацртаме цели кои се реални. Никој од нас не очекува за 9 месеци да го реформираме судството. Приве да го избереме председател на Врховен суд, што нема да прифати, и да ги бира сите судии, и да ги разрешува судиите, невозможно е. Меѓутоа, можно е во следните 3 месеци да седнеме на една поширока дебата и да кажеме кои ќе бидат оние клучните правци по кои ќе обезбедиме судиите да се бираат низ постапка која нема вака лесно да се партизира, како што чувме од разговорите. Кои се политиките кои ќе ни овозможат поголема транспарентност на судските органи? Мислам дека на овој план мора да бидеме поамбициозни.
тешко е да најдете идеален систем за избор на судија. Да имаше таков, до сега 10 пати ќе го ископиравме. Многу е тешко. Меѓутоа, во делот на транспарентност, по мене, и владата мора да биде поамбициозна и судските органи ќе мора да покажат поголема сила. Што значи тоа? Што е реално за 3 месеци, бидејќи особено овој дел околу судските реформи предизвикува многу дилеми и многу дебата, и еве ја и првата реакција стигнува денеска. ВМРО ДПМН му порачале на еврокомесарот Хан дека се загрижени од иницијативите за генерален реизбор на суди, промена на персоналниот состав на членовите на Републичкиот совет, бидејќи за нив се крие вашата желба за партизација на судството, што го загрозува демократскиот амбиент. Значи, првата контра веќе ја има, тоа е тежок сет, а динамиката е јасна. После локалните избори веќе ќе почне да се пишува извештајот, кој што во декември треба да ја одмрзне препораката. Што е тоа што реалното што дотогаш треба и мора да се испорача согласно ова 369? До крајот на годината ние мора да имаме и дебата и некаква согласност која што ќе помогне фактот и дека Прибе ќе продолжи да работи на градење на еден вак нов стратешки, како да кажам, настап. Можеме да имаме план како да пристапиме и како да градиме некаков консензус околу судските реформи. Тие нема да можат да се реализираат за 6 месеци, нема да можат да се сменат закони. Во принцип, искуството од последните години е дека што повеќе ги менуваш законите, толку повеќе ја цементираш истата и полоша реалност. И нашата политика како влада, таа е изразена и во овој план, е по малку да пристапуваме кон промени на закон, а многу повеќе да гледаме каде имплементацијата на законите крахирала. Например, во законите е регулирано дека најголемиот дел од судските органи мора да функционира и со јавни седници. Мора да им биде обезбедено. Се наоѓаат мали, ситни оправдувања во точка, во запирка, во законот, за да се затвараат прелесно седници, особено тие седници кои што предизвикуваат голем интерес на јавноста. И тие сиви зони или тие дупки кои што се злоупотребуваат, инаку не се дел од законите, мислам дека можеме да ги поправиме. Не е тоа козметика, бидејќи ако се сеќавам, говоревте за потреба од рестарт на системот. Сега ова што го слушаме на краткорочен план се чини козметика. Јас ако ви го кажам денеска рецептот за рестарт, онда ќе поплукам на секој обид за вистинска дебата во следниве месеци околу реформи во судство. Тогаш зошто би се консултирала со невладините, зошто би се консултирале ние со опозицијата во собрание, ако планот е напишан и одиме по нашиот план. Значи затоа велам, има некои работи кои што се јасни. А тоа е дека и нема дилеми. Дека транспарентноста не е решение за се. Ама транспарентноста ќе покаже повидливо каде се проблемите. Зошто еден совет на обвинители или Републички судски совет сака за тешки теми од типот на одговорност која што се бараше за некои судии, одлуките врзани со бомбите, зошто би бегале од тоа јавноста да биде присутна? Очигледно нешто сака да се скрие. Кога ќе ги извадите работите на површина, ако ништо друго ќе знаете која е природата на проблемот и како да го решавате. Втората и последна работа која што сакам да ја кажам е дека во делот на судството нам ќе ни треба план, рестарт што велите, кој што ќе ги опфати сите, и обвинителството, судството, Академијата за суди и обвинител, и сето тоа треба да биде логичен систем. Како држава ние требаше до септември да биде усвоена нова стратегија за реформи во судството. Меѓутоа, за жал, таа ниту е почната навреме, ниту е стигната од негде. Рековме дека се е тоа заборавено. Сега се почнува од нова практика. Тие кои што не ја ни подготвиле стратегијата за реформи, денеска ни пишуваат што не треба да направиме. Океј е тоа, ама малку е смешно ВМРО ДПМН да го конфронтира Сваровски судството со некое друго судство кое никој уште не ни почнал да го менува. Сакам да кажам дека судските реформи во пролет следната година никој не очекува дека ќе бидат завршени. Но треба да најдеме решение за специјалното јавно обвинителство, како тоа непречено до крај да истера работата со прислушкувањето и со сите други материјали и како тие предмети
да донесат до барем впечаток кај сите и во Македонија и надвор од Македонија дека законот важи за сите. И ова ќе биде по мене крупен ваш терен, предизвик. Аврамовски, па Љупче, ја отвараме дебатата уште во следниве 10 минути околу содржината на 369. Да, ви благодарам. Би сакал да прашам, бидејќи веќе ја спомнавте деполитизацијата на судството, ме интересира, имаше веќе реакција од опозицијската партија во врска со тоа, па ме интересира токму тоа како планирате да изведете таа деполитизација без при тоа да ја нарушите независноста на судството. Независноста на судството видовме дека не е резултат на така пропишани закони, туку на злоупотреба на законите и злоупотреба на институциите. Јас не мислам дека ние можеме да донесеме закон во кој ќе кажеме дека тефтерот на Министерката за внатрешни работи не смее да биде кадровска база за судството. Тоа се подразбира. Ама за жал, системот толку се распаднал што се поминувал. Нашата цел беше да вклучиме и домашни експерти, кои никој не ги доживува како продолжена рака на СДСМ, да вклучиме и експерти кои што ќе ги предложи или политичари кои што ќе ги предложи опозицијата, да вклучиме и странски експерти кои што треба да ни помогнат да направиме систем кој нема да биде доживуван како наше СДСМ, ДУИ, владино наметнато решение. Во Албанија излегоа со еден предлог. Например, тука беше можноста сите судии да мора да поминат низ еден систем на проверка на имотот, на потекло на имотот, поради кој филтер, мислам дека третина судии практично се откажаа од вршење на судиската функција. Не знам дали тоа е инструмент најсоодветен за Македонија, ама е еден од можните инструменти. Второ е создавање на еден тип на проценка која што ќе ја вршат самите судски органи, меѓутоа судски органи во кои што изразот истакнат правник нема да значи секој кој што има ливче кој вели дека се дипломирало на правниот факултет. Клучно е одлуките да не зависат само од министрите и од владата. А моделите се различни. Ако ние излеземе сега со некаков модел, тогаш јас сум сигурна дека сите ќе го начекаат како модел кој владата го промовира за да направи чистка. Не ни е таа намерата. Навистина, Македонија го допредното. Очекувањата се дека сепак имате некаков концепт, веројатно. Значи, ние со тој концепт ќе излеземе во јавност и тој низ дебата ќе сакаме за таков концепт да добиеме неопходно мнозинство во собранието. Во собранието за еден дел од законите е доволно простото мнозинство. За еден дел од законите ќе ни треба двотретинско мнозинство. И тука се знае дека ако влезеш со однапред дефиниран план и не отстапуваш од твојот план, најверојатно мнозинство нема да имаш. Вклучувањето на прибе, вклучувањето на еден дел и од европски и странски експерти, мислам дека ќе влијае во Македонија да се создаде впечаток дека ова треба да биде наш заеднички проект. Пред некој ден претседателот на Сдруженијето на суди Лазар Ранев, мислам да се вика во судијата, излезе на една дебатна емисија, кажа дека во Македонија во моментов има 574 суди. Од нив 400 се избрани од 2006 година па наваму. Тоа е колку е 4/5 или 3/4. Значи тоа е огромната бројка. Предпоставувам дека вие кога најавувате за тој генерален реизбор, дека голем дел од тие 400 суди ќе помислат дека тие се клучните луѓе што ќе бидат на удар во евентуална таа проверка од имоти или на било кој друг начин, дека можеби да останат без работа. Дали не мислите дека не да се случи бунт кај нив, туку едно незадоволство кое што можеби на одреден начин да ги блокира судовите, не да овозможи побрзо и поефикасно работење? Затоа што тие приказни 96 година, одлуките во собранието, тие се завршени. Од нив сигурно 3/4 од луѓето се во пензија. А ова бројка дека 400 се избрани од 2006 година наваму, тоа е голема бројка. Тоа е реална опозицијска брана во рамките на судството. Ако
дел, ако големиот дел од нив се избрани според некакви политички критериуми на партијата која била на власт. Бидејќи 10 години сум зборувала врз база на кои критериуми се избрани судиите, денеска мислам дека нема потреба да кажу. Факт е дека чувме, видовме колку политиката навлегла на секојдневно ниво во судството. Но знаете како, искуството еве со специјалното јавно обвинителство ни покажа дека со сета политизација и со сите интервенции и влијанија во сите сфери имаме уште и квалитетни кадри. И луѓе кои што тогаш кога веќе се избрани сакаат честно да си ја извршат својата задача. Значи, наша цел како влада ќе биде на тие луѓе да им дадеме шанса. Тие луѓе да се почувствуваат и посилни и да го работат тоа што согласно закон треба да го работат, наместо да исполнуваат туѓи диктати. Мислам дека и од настаните во Скопскиот суд и во некои други судови се види дека дури дел од луѓето кои што се избрани после 2006 не треба да ги ставаме сите во ист кош. Имавме внатре судири во некои од судовите помеѓу луѓе кои што заедно биле избрани. Меѓутоа, некои одлучиле да им служат на господарите партиски, а некои се трудат да и служат на професијата. Значи, како и да го крстиме овој процес на реформи, резултатот треба да биде тој. Тие кои што си ја вршат својата задача, без разлика кога биле избрани, да добијат шанса да напредуваат и спокојно да работат. Сите останати кои што го искористиле законот или позициите за да профитираат, за да заштитат криминал, за да тераат партиска агенда, за да ги уназадат човековите права, тие треба лично да носат одговорност. До медиумските реформи имаме и строги правила за реклами, одиме на реклами и во продолжение уште еден круг прашања поврзани околу планот 369, а потоа се враќаме и на двете други тематски цели. Како да се помине преку Софија и Атина и она третата програмска тематска целина околу работата генерално на владата, дали почна маратон на стартна линија со облечена само една патика. Останете со нас. Добре дојдовте назад во топ тема на ваша страна. Радмила Шекеринска, вице-премиер и министер за одбрана, на дебатно интервју со моите колеги Јовановска, Поповски и со Александра Ивановска од ЕПИ и Дарко Аврамовски од Коалиција за правично судење. И во следните нецели десетина минути, бидејќи имаме уште две цели тематски целини, остануваме на обидот да дознаеме што порачал Хан, а што ветила владата во однос на планот 369 и фамозните прибе реформи и итни реформски приоритети. Одиме со по две конкретни прашања, прво од Александра и Дарко. Добро, конкретни три. Прво, бидејќи споменавме Албанија и реформите во судството, ќе бе многу конкретна, дали воопшто го земавте во предвид можеби моделот на ветинг, кој што беше применет во Албанија? Второто прашање ми се однесува на реформите во јавната администрација. Видовме дека го земавте технички стратегијата која што беше претходно уведена од претходната власт. Каков е вашиот план за деполитизација на јавната администрација, како и донесување на вистински реформи кои што ќе бидат одржливи, од кои што нема да влијае промената на со секоја промена на власт, нема да влијае секоја промена на административните структури, посебно што се однесува на системот за координација за следење на европската интеграција, бидејќи видовме дека во извештаите на Европската комисија доста уназадуваме во тој поглед во последните 2 години. И последното прашање ми е за третиот реформски пакет околу реформата на УБК. Дали планирате нешто во врска со тоа и дали планирате укинување на неговата посредничка функција? Благодарам, конкретни прашања со тешки многу и широки. Меѓутоа да, една од опциите која и сме ја дискутирале е постапката на ветинг, така наречен, кој што беше искористена во Албанија. Не е единствениот модел, меѓутоа може да представува некакво филтрирање на оние судии кои што практично не можат да поминат на испитот на честност, на испитот на интегритет, ама практичен, не со тестирање. Мислам дека за Македонија ова нема да биде доволно.
Значи може да биде еден од елементите на проценка, но не и единствен. Околу прашањето на јавна администрација, стратегијата за реформи во принцип ќе мора да се иновира. Затоа што нашата цел ќе биде да не создадеме впечаток дека како доаѓа новата влада, брка луѓе, а од друга страна да ги земеме предвид и мислењата дека нашата администрација е прегломазна за македонски услови. Бидејќи тие две работи се подеднакво важни, а не икеме да влеземе во ситуација во која и службениците чувствуваат дека на секој 4 или 8 или 10 години некој доаѓа и прави практично растурање на системот, ние рековме вака. На јавноста прво ќе ја понудиме постојано да биде информирана колку луѓе работат во администрацијата и кои се тие. Второ, таму каде што сметаме дека има преголем број на луѓе, а администрацијата не дава услуги и не ги користи, дајте да ја направиме јавната администрација подобар сервис за граѓаните. Затоа рековме, за некои институции со кои граѓаните комуницираат често, ќе направиме институциите да бидат отворени за граѓаните до 20 часот. Оној кој сака да работи, ќе има шанса да работи, затоа што ќе има потреба од неговиот труд. И не само тоа, има многу институции кои што бројката на вработени не е главниот проблем. Туку проблемот е што институцијата не дава она што од неа се очекува. Ќе ви кажам пример. Во две важни институции, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување, јас се фрапирав кога видов после поплавите во Скопско минатата година колку луѓе работат. И колку беа некомпетентни. Прво беа некомпетентни, второ ги немаше. Трето, кога ќе им ги видите буџетите, ќе видите дека 95% од речиси од буџетот им оди само на плати. Значи, нема опрема за справување со кризни состојби, нема градење на капацитети. Практично тие луѓе се примени за да бидат вработени, а не за да работат. Тоа ќе мора да се менува. Значи, луѓето, мислам, граѓаните, не се лутат што таму работат 500 луѓе, се лутат што во моменти на криза, на катастрофа природна, практично тие 500 луѓе како и да не постојат. И третото конкретно прашање кое што ми го поставивте околу реформата на ДБК. Во принцип, тука мислам дека ќе мора, ако зборуваме веќе за 3 месеци, навистина во 3 месеци ќе мора Македонија да покаже дека собранискиот надзор функционира, и тоа зависи од политичка волја, таа политичка волја ја имаме, и второ, ќе мора да се донесе одлука околу тоа како реформираниот систем ќе изгледа. Во моментот имаме 4 варијанти, кои што се работени заедно и со странски експерти, и тие нудат одговор на прашањето како сите институции, вклучително и царина, финансова полиција, како да имаат пристап кон системот за прислушкување, а при тоа да не значи уште помасовни злоупотреби. Значи, досега УБК го имаше контролниот пакет, што би рекле, имаше моќта да кажува каде прислушкувањето се функционира, а каде не, но тоа доведе само до огромна злоупотреба. Значи, да, треба да им се овозможи на овие институции да водат истраги, користејќи ваков инструмент, али само доколку прислушкувањето е согласно закон и со соодветна судска одлука. Значи, ова ќе биде едно од прашањата на кои таа политичка волја, мислам дека ја покажуваме катадневно. И фактот дека овие собраниски комисии можат да работат и дека ќе им биде дадена шансата реално да го контролираат секторот, ќе биде многу важен потек. Пред прашањето на Дарко Аврамовски, сосема кратко. Се плашите ли да кажете дека Македонија има преобемна администрација и дека можеби ќе дојде моментот кога ќе морате да кажете ние ќе мораме да кратиме. Сега ова двосменскост работа, првиот впечаток е дека се прави токму заради тоа. Ќе им измислиме работа до 20 часот, само да не ги отпуштиме, за да не си нанесеме политичка штета. Ако работите во фирма во која не ви дозволуваат да излезете за во време на работниот часови, за да однесете пријава во УЈП, за да го регулирате боледувањето, ќе видите дека одлуката институциите да работат до 20 часот не е измислена, туку е реална потреба на граѓаните.
Значи, кај нас сме малку така релаксирани, секој може да излезе, ама тоа создава многу неефикасна економија. И практично, оние кои можат да измолат од шефот или од надредениот да ги пушти, тие си ги завршуваат работите, другите се мачат. Но во моментот Тевдовски го нема целиот скен на касата и теоретски се извинувам, теоретски многумина велат, дури економисти велат дека теоретски ајде без претерување, меѓутоа новата влада на СДСМ има 50% шанси во интензитет да се најде со состојбата што имаше Папандреу. Кога влезе во Грција, виде не празна каса, туку празен бунар, дупка. Јас сум првата што би требала да бидам заинтересирана да дојдам овде кај вас во емисија и да кажам состојбата е катастрофа и не знаеме дали ќе преживее државата и дали ќе има пари. Тоа е најлесната опција. Меѓутоа, наша задача, не сме избрани како влада за да ги критикуваме состојбите кои веќе сме ги критикувале 11 години, туку да наоѓаме решенија. И навистина ќе се трудиме да ја соопштиме вистината, значи тоа не е обврска. Секој, она што го нашол во буџетот, министерот за финансии за состојбите во целиот буџет, меѓутоа паралелно со тој разговор мора да кажеме и како ќе ги решаваме проблемите. И сега околу администрацијата. Јас бев буквално на исто во Жешко столче и пред кампањата, кога ми беше поставено истото прашање. И јас најодговорно тврдам дека ако ги анализирате не бројките на администрацијата, ако го анализирате процентот од бруто домашниот производ кој се троши преку буџетот, Македонија не стои лошо. Значи, ние можеме да издржиме со волкав буџет, ама тој буџет мора да создава повеќе, поквалитетен живот за граѓаните, подобри услуги за граѓаните, повеќе шанси и за приватниот бизнис. Значи, не е проблемот, се фокусираме премногу на бројката на вработени. Зошто? Затоа што многу злоупотреби имаше. Меѓутоа, клучното прашање е како таа бројка да ја ставиме да работи за државата, а не да работи само за една или две партии. Прашањето бидејќи имавме емисија минатата недела од која произлезе дека има 35 институции со 5 вработени кои што практично со толкав број вработени не можат да остварат својата функција, или имаме комунални предпријатија во градови кои што се во длабок минус, чии што општински сметки се во длабок минус, а имаат 150 вработени во едно јавно предпријатие. Ние сакаме вака да ја водиме дебатата. Значи многу конкретно за различни институции да ја диагностицираме состојбата и да кажеме како ќе се реши. Ако зборуваме само за бројката, дали е 160.000 или 140.000, дали е многу или малку, по мене ќе ја промашиме темата. Затоа што има држави и со повеќе, има многу и со помалку вработени. И ги обезбедуваат главните услуги. Јас во последниве неколку недели разговарам со многу амбасадори од кои користиме и билатерална помош во одбраната. Норвешка, Шведска, например. Им бараме често пати да ни помогнат со финансиски средства и со логистика. А од друга страна, вработените во Министерство за одбрана ги има 1000, во нивните министерства ги има 300, 400. Има логика вашето прашање. Меѓутоа, по мене и по нас, клучната дебата не е колку би требало да изгледа администрацијата, туку како да направиме секој во администрацијата да си ги заработува своите плати. Дарко, ве молам, две кратки прашања, кратки одговори, поводиме на оној пожежок политички дел, патот до ЕУ преку Софија и Атина. Накратко, само ќе се навратам повторно на судиите, бидејќи спомнавте и нели дека 400 и повеќе судии се вработени од 2006 па наваму. Ме интересира дали планирате да направите некакви измени околу начинот на кој што се контролира квалитетот на работењето на судиите, кој што претежно се базира на статистички и квантитативни показатели, како и дали планирате да направите ревизија на Академијата за судии и јавни обвинители, која што е нели сега единствен орган кој што треба да ги продуцира овие кадри, а не знаеме после толку години низнено постоење какви резултати таа дава во судството, како и на Советот за утврдување на факти, ќе ми извините, го заборавив целото име, кој што одлучува за дисциплинските одговорности на судиите. Сугестијата и на Венецијанската комисија, и на бројни домашни експерти е дека овој совет треба да се укине. Не ги дал ни најавените резултати, а при тоа направил сериозни проблеми. Се смета буквално како дополнителен упат на извршната власт во судството.
Значи, тој дел, мислам дека на сите кои што дискутирале за судски реформи им е целосно јасен. Во делот на академијата, како систем, дека практично академијата треба да биде главниот филтер, звучеше многу логично, некако објективно, и јас мислам дека тоа беше една од темите околу која и на времето, кога почнаа судските реформи, имаше консензус. Во првиот период, главната критика од Европската Унија беше дека кадрите кои се образуваат на Академијата на суди и обвинители не влегуваат во судството. Дека практично се користи еден член од законот кој на мала врата повторно сместува партиски кадри. И се одлагаше со измена на закон, се одлагаше со примена на законското решение дека само преку академија може да се влегува. Во моментот кога тоа се претвори во единствен начин за да влезеш во судството, се видоа слабостите и кај академијата. Оваа информација дека конкурирале обвинители со фалсификувани дипломи, конкурирале кандидати, таа произведе и друго, дека имаме директорка со без мандат, управен одбор без мандат, и уште еден факт дека во вишите судови нема судии за со познавање на англиски јазик за да го пополнат управниот одбор на агенцијата. Значи, тоа покажува колку и систем кој фино изгледал на хартија и во закон, ако вие го спроведувате на еден сосема спротивен начин, и тој ќе крахира. Така што мислам дека ниту една од институциите кои што се дел од правосудството не можеме да ја сметаме, како да кажеме, за света крава која никој нема да ја третира. Системот мора да биде логичен од почетокот до крај. Инаку и во минатото се правеа такви упади. Ајде само ќе реформираме една институција, па ќе видиме како функционира. Ќе воведеме еден компјутерски систем за случаен избор на предмети, па ќе видиме тој како ќе функционира. Тој се покажа дека е злоупотребен, дека практично се тврди дека функционира, а всушност секој председател на судот избира и одлучува соодветниот предмет да заврши кај подобниот судија. Значи, ако функционираа нашите закони така како што се напишани и замислени, немаше да бидеме до ова дередже, и затоа сега сите институции мора да ги обмислиме од почеток. И сега доаѓаме до на... Може да прашам нешто претходно? Сакам да прашам дали имате некаков план трајно да се институционализира специјалното јавно обвинителство, бидејќи околните земји имаат такви институции без рок, мислам неограничено, бидејќи нели ќе се справа со корупцијата до сега, ама кој ќе се справува со корупцијата евентуална од сега? И втора работа, бидејќи владата нели е за да владе, дали сте подготвени да направите некоја непопуларна одлука? И која би била таа? Еве, за специјалното јавно обвинителство, мислам дека е јасно дека ова обвинителство беше избрано за да се справи со големиот скандал на прислушкување. Не да установи само кој прислушкувал, туку и сите останати злоупотреби кои се потврдија преку прислушкуваните материјали. И мислам дека е тоа институција која што е клучна во враќањето на довербата на македонските граѓани дека може да има правда. 71% последното истражување од граѓаните на оваа држава не веруваат дека сите законите важат за сите. И оваа институција не само што треба да ги истражи сите наводи, туку треба малку и таа верба во системот да го врати. Нашите пратеници уште во текот на следнава недела повторно ќе се обидат да го вратат законот на дневен ред и да побараат продолжување на мандатот. Не сум наивна да очекувам преку ноќ дека ВМРО-ДПМН ќе го смени ставот. Меѓутоа, се погласни се експертските коментари, кои што еве јас ги слушнав, кои велат дека и покрај ограничувањето во Законот за специјално јавно обвинителство, практично мора да земеме предвид одредбата на кривичниот закон, кој вели дека кога некој обвинител ќе има докази, елементи за кривично дело кое што е починето, тој не може да го остави предметот и да каже, добро, тука мандатот ми заврши, имам ограничување, не одиме понатаму. Значи, постојат начини како да обезбедиме овој рок да не ја спречи истрагата.
Затоа што сите политички партии кои гласаа за СЈО рекоа сакаме целосно да се истражи скандалот. Ако е тоа така, ова е инструментот. Имаме уште многу прашања да бидеме по-конкретни. Ова е многу конкретно и мислам дека е и многу важно. Дали специјалното јавно обвинителство потоа ќе го искористиме како модел за посебно обвинителство за организиран криминал и корупција, тоа е друго прашање. Јас лично мислам да. Ако веќе сме создали институција во која што луѓето имаат верба, зашто да ја угаснеме утре? И факт е дека таа институција се сретна и во Црна Гора, и во Албанија имаше такви елементи, Хрватска порано имаше специјално обвинителство. Убаво е добрите искуства да ги продолжиме. И убаво е да се знае дека тоа не е еднократно обвинителство. Меѓутоа, велам, тоа като дискусија мора да го водиме во рамки на пакетот на судски реформи. Второто прашање, по мене, мислам дека го одговоривме. Одлуката министерот за надворешни работи да отиде на прва билатерална средба во Атина, мислите дека е многу популарна во Македонија? Одлуката премиерот да отиде во прва билатерална посета на Софија, мислите дека е популарна? Најдобро ќе беше да седевме тука и да продолжевме со старите политики да плачеме колку сите соседи се против нас и дека заради тоа оваа држава не може да мрдне од мртвата точка. Меѓутоа, не само со тие потези, и со одлуките, и со изјавите, покажавме дека нема опција Македонија и немаме опција ние како влада на оваа држава. Или ќе ги решаваме и тешките прашања, или ќе продолжиме да тонеме во живиот песок. Еве тука истата политика ќе ја спроведуваме и во другите области. Тука влегуваме и на оваа тема, познат факт, констатиран и во вашиот наслов уште на дента кога Заев отиде во Брисел, колумна. Од тогаш патот кон Брисел води преку две соседски престолнини, Атина и Софија. Поповски ќе напишете во еден историски пресврт за овдешните предрасуди кон Бугарија, ние треба трезвено да се соочиме за местото на Бугарија и за местото на Македонија во Европа. Дали посетата на Заев, со оглед на сите контроверзии и реакции што ги предизвика дома, води кон ова, што го пишувате, дека треба да го најдеме нашето место без оглед на предрасудите и фрустрациите, оти впечатокот е дека дури и се да заврши убаво и на Илинден, и се да е во ред со спогодбата која ќе ја видиме намаса, следниот предизвик и следниот фокус за нас ќе биде веројатно јавноста како ќе изгледа средбата Шекеринска-Каракачанов, две неспојиви личности кои што сега треба и по политичка вокација и по ориентација, кои сега треба заедно да го одат патот на Македонија кон нас. Добро, и Каракачанов и Шекеринска доаѓаат од две различни партии кои имаат во нивниот назив македонски. Значи тоа е ВМРО, тамо во внатрешна македонска револуцијна партија, но се со различни ставови. Тоа што го цитиравте преска, мислам повеќе и на предрасудите во Македонија. Значи ние имаме долгогодишни, деценијски предрасуди кон Бугарија за нивното помалку вредно општество, помалку вредни луѓе или што се не, а и бугарските предрасуди кон нас како за братучеди кои што малце се отргнале од матицата. Каракачанов е и министер за одбрана и вице-премиер. И од неговата коалиција зависи опстанокот на Бојко Борисов. Ја не знам какви вие согледување, информации имате, какво е улогата на Каракачанов во сегашната бугарска влада. Дали ова агенда на Борисов ја турка само бугарскиот премиер или е тоа дел од коалицијска програма? Бидејќи знаеме ние Каракачанов и сите негови пријатели што дека со Мара Бунева прославите во Смилево за Смилевскиот конгрес за присвојување на целото востание и на Даме Груев и го правеа, така што е наистина некаков историски парадокс кога сега ќе бараме поддршка од ВМРО која е екстремно пробугарска партија таму за нашиот пат во НАТО конкретно. Како што не сакаме да ни се мешаат во нашите внатре коалицијски
дискусии и дилеми, мислам дека е погрешно ако ние тоа го правиме во друга држава. Бугарија има своја влада, таа како и сите влади во регионов е комплексна и по некои прашања партнерите немаат ист став. Меѓутоа факт е дека премиерите говорат во име на своите влади и на своите држави и тоа е она што треба да го анализираме пред се. Стана јасно дека и во Бугарија доминантни стануваат гласовите, дека наместо непријателство со соседите треба да се создаваат попартнерски односи. Тоа беше делумно и резултат на пораката која што ја испрати македонскиот премиер и кој што побара од сите соседи да се сконцентрираме на тоа што ни е заеднички интерес. Политичката криза во Македонија им покажа на нашите соседи дека не треба да им биде сеедно што се случува од другата страна на границите. Ние имавме политичка криза заедно со бегалска криза, заедно со огромен проблем во Грција со бегалците и во тие моменти контактот помеѓу, например, министрите за внатрешни работи реално беше шанса за двете држави да избегнат најлошо сценарио. Прагматичниот пристап мислам дека ќе функционира и за Бугарија и за Македонија. Да се најде решение на проблемите за да се тргне напред. Бугарија има интерес, може да има и поголем интерес економски во Македонија, може да има интерес регионот да го стабилизира, меѓутоа пораките од таму беа и позитивни. И исто како што имаше и негативни пораки. Дали сте се слушнале вие со Каракачанов? Не, разменивме честитки по изборот. Една од првите честитки која што ја добив беше и од министерот Каракачанов и во принцип се договоривме дека наскоро ќе се видиме. Една од варијантите беше во Софија, друга варијанта е и тука во Скопје и мислам дека тие состаноци нема да бидат лесни, но никој не избра за лесни состаноци. Не мислам да не биде перцепцијата погрешна. Не мислам дека Каракачанов Красимир е некоја бабарога. Тој е политичар од Бугарија кој што се изборил да влезе во владата, во парламентот и станал министер. Мислам, тој е апсолутно легален политички представник на неговата држава. Само бекграундот на неговите активности е во прашање така во дилеми, инаку тој може да се однесува сега сосема спротивно од она што го зборувал. Ајде да Сакаме, значи со посетата во Бугарија, испративме сигнал дека сакаме да избегаме од статус квото кое им штети на двете држави. Им дадовме предимство на сите оние кои што не плашат со бабароги. Секогаш ќе има несогласување и секогаш ќе има и поединци, и политичари и експерти кои што ќе зборуваат во Македонија против Бугарија, во Бугарија против Македонија. Ќе се разликуваме за многу прашања. Дилемата беше дали заради тие разлики ќе дозволиме се друго да е блокирано. Ние мислиме дека не треба така. И тој тип на пораки функционираат. Нашиот гест да се отиде во Софија, да се разговара. Гестот на бугарскиот премиер да покаже една небалканска политика кон Македонија, која отстапува од клишето бугарско, јас мислам дека ги представи и Бугарија и Македонија во едно многу позрело светло. Не представи како многу поевропјани отколку што вообичаено се гледа на Балканот. Таквото однесување помеѓу Скопје и Софија ќе влијае и на Атина. И мислам дека и тој елемент треба да го земеме предвид. Ако Македонија имаме 10 отворени прашања со соседите, впечатокот е во Македонија е проблемот. Ако покажеме дека и со непопуларни можда потези сме спремни некои од овие прашања да ги решаваме, ќе расте притисокот и врз Грција дека не може да не држи постојано во фрижидер. Блиц прашања и одговори ги имаме неколку. Охрабрува изјавата на Захариева, но сепак поканата на премиерот Заев до бугарскиот премиер се доживува како предавство.
не ги знаеме процентите, немаме увид во спогодбата, меѓутоа факт е дека голем дел од неа беше договоран досега. Што е тоа она различно што во меѓувреме се внесе во текстот за да доведе до толку оптимизам дека таа треба може брзо да се потпише. Односно веќе е договорено да се потпише на Илинден. Вие ми велевте што е акцијски многу планови, а немаме реформи. Така и сега. Во принцип, главниот проблем не беше само во договорот. Главниот проблем беше во отсуството на политичка волја, некои работи да се прескокнат, некои работи да се решаваат. Спогодбата се уште се преговара. Не изнесуваме детали за да не му наштетиме на процесот. Меѓутоа, покажавме дека нема да бегаме од типичните тези или стравови кои што постојано ни беа сервирани. Значи, после посетата во Софија, ВМРО ДПМН излегува со 10 пресконференции, кај што повторно сака со страв Еве, тезата поканата за Борисов да дојде на Илинден е предаство и денеска директна реплика од Антонио Милошевски до Јоханес Хан на неговиот Твитер профил. Интересна е логика. Македонија е загрижена зошто, например, Австрија никогаш заедно не го славеше својот ден на независноста заедно со соседна Германија. Антонио Милошевски да ни држи на било кој во оваа Македонија лекции за неопходната дистанца од Бугарија, мислам, ги преминува границите на мојот добар вкус. Меѓутоа, ајде да си го поставиме прашањето. 24 мај, кога одиме во Рим и кога ги чествуваме Свети Кирил и Методи, и кога пред нас или после нас доаѓа бугарската делегација, тоа ни го ја одзема нашата гордост за словенските просветители? Не. Мислам дека ни треба една поширока дебата, дека во оваа држава мора нашата само почит да ја развиваме. Ако создаваме впечаток дека секој околу нас ни е непријател, ако создаваме впечаток дека јас сум македонка само ако некој бугарин ми го потврди тоа, па каде е тука мојата самодоверба? Македонија мора таа самодоверба да ја покаже дома, таа самодоверба мораме да ја покажеме во регионот, таа самодоверба мора да ја покажеме во Брисел. Не со вакви смешни напади, туку со решавање на проблемите. Јас никогаш на многумина во Бугарија нема да им докажам дека моето читање на историјата треба да биде и нивно. И обратно, не го очекувам тоа од нив. Очекуваме почит која ќе ја градиме на тој начин што ќе се однесуваме нормално, европски, модерно, бидејќи нашето национално чувство не зависи од тоа што ќе каже некој бугарски историчар или експерт. Две кратки прашања од гледачи, дали ќе добиеме датум без разлика на спорот за името, се разбира ако има видливи резултати од реформите, и второто е поврзано, ако се исполнат реформите, дали под привремената референца Хан гарантира отпочнување на преговори со ЕУ, и тука доаѓаме до прашање на креативните решенија кои што беше споменато во Брисел и се уште ние не го имаме дешифрирано. Во политика Македонија и ние како граѓани не смееме да сметаме дека за нешто има гаранции. Нема гаранции. Затоа што ако само влегуваме во процесот, ако некој нешто ни гарантира на крај, тогаш ние не сме независна суверена држава, туку чекаме решение од некој трет. Имаме ли алтернатива дали ќе ги правиме или нема да ги правиме реформите? Јас мислам дека немаме. Она што го зборуваме, јас стварно го мислам. Реформите во судството ни требаат за граѓанинот од Кривогаштан или од Скопје или од Штип, кога ќе отиде во суд, да знае дека нема локалниот моќник или скопскиот моќник да му ја одлучи судбината. Реформите во ДБК ги правиме за да утре вие, јас не се чувствуваме под притисок дали некој ќе ве прислушкува или не. Вие ќе бидете казнети на избори ако тоа не го исполните, меѓутоа дефиницијата беше исполнете, ќе возвратиме. Ние досега ќе се согласиме сите, не сме исполнували. Меѓутоа и сите ќе се согласиме дека ЕУ и не возвраќала и нема да може да возврати заради спорот со име. Нема никој да ни ги даде гаранциите. Ние ќе мора да ги создаваме. Ќе мора да ги создаваме со постојан притисок, со резултати и со паметни пораки. Ако Македонија испорачува на домашен план, ако регионално
се представиме како партнера, не како кавгаджија, ако се види дека дел од проблемите навистина можеме да ги решаваме, тогаш притисокот, како што реков, ќе расте врз Атина. Креативни решенија има? Дали тоа ќе биде доволно? Не може никој сега да ви каже. Ама ние тоа мора да го правиме. Креативните решенија, јас кога ја слушав пресконференцијата, не се однесуваа на креативно решение на името, туку креативно решение за деблокирање на процесот. Што значи тоа? Тоа значи дека, например, според оно што го кажа генералниот секретар на НАТО, тоа би било можеби договор помеѓу Македонија и Грција дека името нема да се реши сега, но ќе се реши во одреден временски рок или ќе се реши во одредена процедура. Тоа може да значи договор, мерките за градење на доверба, да ги интензивираме, да направиме и некои други потези кои што ќе покажат во Македонија и во Грција дека се трудиме да најдеме решение. Но велам, гаранција Хан нема дури ни позиција за да ја даде. Тој не може да зборува во име на сите земји членки и да каже да, на крај ќе ве поддржиме. Но мислам дека неговата изјава ќе возвратиме не е случајна. Ја дава и за да ние имаме поголем поттик за реформите, но ја дава и како притисок кон земјите членки. Дека не може вратата да се држи затворена ако Македонија покаже резултати. Тука одиме со уште една пауза за реклами и се враќаме со последната програмска целина, која што ќе се однесува на работата и првите сознанија за состојбите во Министерството за одбрана, но и генерално за првите владини потези. И во завршница на вечерашното Жешко столче со вице-премиерот и министер за одбрана Радмила Шекеринска, последната тематска целина. Дали властата почна да трча маратон со само една патика? Тоа се прашања кои ќе ги оставам на моите колеги. Неколку прашања пристигнаа во меѓувреме поврзани со вашиот ресор. Дали е завршено скенирањето на состојбите во ресорот за одбрана? Што ќе се случува во иднина со оглед што минатата година ја одбележа синдикални битки, најави за штрајк и ерупција на незадоволство од стандардот на војниците? Ситуацијата, како и во другите министерства, не е лесна. Има за одредени прашања малку пари или воопшто, а за одредени прашања има многу непотрошени пари кои за половина година не може да се потрошат. Например, одлуката на поранешниот министер Јолевски да не ги подпише да ги подпише договорите за модернизација на армијата во голем износ и потоа 2 дена пред примопредавање на власта да ги поништи, не само што фрла сенка на тоа како бил воден процесот, туку создава голем проблем во буџетот. Во буџетот ни фалат големи пари за плати, од за мене комплетно непознати и неприфатливи причини, а од друга страна, во делот капитални инвестиции, заради тоа што овие договори нема да се реализираат, остануваат големи вишоци, кои не можете да ги искористите за клучни прашања од типот униформи, чизми, затоа што тие се однесуваат на опремни машини. Не можете да ги пренамените? Во принцип, според тоа како што е сега буџетот, не. Навистина е срамота да зборуваме за софистицирана опрема, софистицирани центри за пилоти, кои што се многу скапи дури и за побогати држави, а од друга страна, реално, војниците да се жалат со право за основните услови за работа, униформа, чизми. И ќе наоѓаме начин оваа година барем да го направиме првиот чекор, а во 2018 година навистина да понудиме системско решение на проблемот. Како работат и со што работат. Бидејќи се набавките во прашање, дали ќе се обезбеди транспарентност на набавките на оружје од скоро 200 милиони евра од претходниот министер? Она што владата го одлучи, и мислам дека е тоа добра одлука, е практично да водиме политика во која само ретки прашања ќе можат да бидат скриени од јавноста во услови кои треба да и се образложат на јавноста. Веќе комуницирам и со некои мои колеги, бивши или сегашни од регионот, кои што тврдат дека и во одбраната не мора да значи дека транспарентноста е опасна. Дека напротив, нашата цел ќе биде што е можно поголем број од договори, преговори и тендери да бидат целосно транспарентни, со исклучок на можеби опрема која што е сензитивна. И второ, дури и во таа постапка на набавки
да не бидат само вклучени луѓе од армијата и од министерството, туку да повикаме дури и како наблюдувачи, да повикаме, например, организации кои што се занимаваат со борба против корупција и со транспарентност. И тоа прашање, мислам дека ќе влијае на впечатокот дека парите на граѓаните не се фрлаат, туку се трошат за вистински намени. Неколку прашања на иста тема, веројатно е и специфична и интересна. Зошто конкурсот за прием на питомци оваа година е објавен порано од вообичаеното, со што овогодинешните матуранти немаат можност да конкурираат, што ќе се случува? Ова прашање јас го поставив и на деканот на Воената академија, го поставив дури и на поранешниот министер и не добив задоволителен одговор. Одговорот беше дека поранешната влада во заминување одлучила порано да се дефинираат условите и порано да започне постапката, наводно заради упис на неколкумина кандидати за идни пилоти. Сега немам време, кажа. Имаме голем проблем, има конкурс. Се појави еден податок кој за мене беше шокантен, дека речиси 40% од кандидатите биле елиминирани при психолошкото тестирање. Што значи тоа? Тоа значи дека ние имаме сериозен проблем како држава ако 40% од луѓето по тој основ се елиминираат. Се испостави дека тој дел од процесот на избор на питомци идни е најнетранспарентен. Не е нигдека дефинирано кој ги испитува, на кој начин ги испитува и тоа очигледно се злоупотребувало како систем да се елиминираат непожелните кандидати. Изменив неколку членови во комисијата и побарав клучно комисијата да биде обврзана да го следи целиот процес и да предлага мерки како овој избор да биде по-објективен, поверодостоен и да биде повидлив, а не да се кријат одредени политички интереси зад така наречени психотестирања. Пробиваме терминот, но во интерес на дебатата, уште еден круг блиц прашање и блиц одговор. Океј, тоа ќе се потрудам да биде поопшт со прашањата за крај. Ме интересира како мислите да ги поттикнете институциите да бидат поотчетни, јавни и транспарентни, кога сега и во случаите кога законски се обврзани да бидат јавни и транспарентни, тие не се. И ме интересира дали имате некаков механизам како да се следи спроведувањето на реформите, со што истите би можеле да се адаптираат на ново настанати предизвици, за разлика од досегашниот печаток дека истите само се имплементираат без да се следи како и зошто. Транспарентноста навистина доаѓа од врвот. Кога министерот не сака да крие, тогаш тој нема да им дозволи на тие под него. Може би ќе има одредена пауза, но ќе инсистира на транспарентност. За мене беше шокантно тоа дека и во Министерството за одбрана со допис еден се објавило дека, пазете, патни налози и трошоци за репрезентација се прогласиле за тајна, за интерен документ кој не може да им се даде во јавност. И веднаш тоа и со одлука на Комисија за декласифицирање, а потоа и со одлука на влада, кажавме дека овие трошоци никако не смеат да бидат скриени од јавноста. Мораме со пример. Пред неколку дена дознавме дека најверојатно Македонија ќе мора да плати 100 милиони евра за сериозни пропусти во изградбата и проектирањето на еден автопат, многу важен за Македонија, Кичев-Охрид. И пазете, по мене, тоа е пример како нетранспарентноста може да ве доведе да фрлите пари во вода. 100 милиони евра во оптимистичка верзија. Денеска рековме дека македонската јавност ќе дознае и кој бил надзор, и кој бил проектант, и кој дал дозвола да се почне изградба без да се расчистат овие прашања, и на некој начин за тие прашања некој ќе мора не само политички, туку и кривично да одговара. Тој тип на одговорност и отчетност мислам дека е неопходна. Ивановска. Свесни сме дека членовите на Државната комисија за борба против корупција не презеде никакви мерки против она што го слушнавме во пресужуваните разговори. Дали планирате да покренете било каква одговорност на членовите на оваа комисија и дали имате било каков план за реформа на комисијата? Комисијата, Државната комисија за спречување на корупцијата е една од трите, не се регулатори, меѓутоа трите независни тела кои ние сметаме дека мора да претрпат сериозна реконструкција. Што значи тоа? Не значи тоа само промена во имињата. Бидејќи овие луѓе, сегашните членови и тие од претходниот состав очигледно не одговорија
на своите обврски. Благо е ова кажано. Меѓутоа, дајте да го смениме и системот. На некој начин да ги врземе не владата, не парламентарното мнозинство да биде тоа кое што го диктира составот, туку и за Државната комисија за спречување на корупција буквално ќе повикаме кандидати експертски, ќе повикаме и еве како да кажам експертската јавност, стручната јавност, невладините организации да излезат како овластени предлагачи. Ова нема да биде лесно, меѓутоа ќе понудиме еден модел за кој што веќе разговараме. Државната комисија за спречување за корупција нема оправдување за спиењето кое што трае па не е 10 години, ама речиси 10 години. Слободанка, последното прашање од вас. Бевте во Брисел со барање Македонија да биде примена под БЈРМ во НАТО. Пропадна ли тој план? Бидејќи генералниот секретар јасно ви кажа дека може, ама ако се согласи Грција. Тоа е еден од моделите кои што ќе се трудиме да го образлагаме и за него да лобираме. Целата логика со референцата на Организацијата на Обединети нации беше да помогне во вакви ситуации. Не сме го решиле спорот, а пред врата сме на одредена институција. Тоа е моделот кој што функционираше за Организација на Обединети нации, Совет на Европа, ОПСЕ. Тоа е моделот кој што функционираше за Македонија да стане земја кандидат за членка на Европската унија. Мислиме дека е тоа едно од можните решенија. Но се разбира, за тоа треба да добиеме согласности од Грција и се разбира дека тоа, земајќи предвид 2008, нема да биде лесно. Поповски, очигледно за вас останува последната тема, маратонец со една патка. Дали ова транзиција на власта од една во друга администрација оди премногу тешко? Јавноста веќе има впечаток дека всушност освен министрите, ништо друго не се променило во раководењето на државата. Случајов конкретен што за настаните околу патот што го кажавте вие преска и околу одржувањето на суперкупот на стадионот. И едно дополнително прашање, дали мислите да го намалите бројот на агенциите кои што се за пошти, за колку се 30-40, тоа е огромна инструкција за која не служи речиси за ништо. На ова второто прашање, да. Значи, сметаме дека треба да се обезбеди трансфер на власта, но потоа ќе ги преиспитаме функционирањето на различните агенции кои што очигледно се создадени за да се исполни кадровска потреба, а после тоа се оставени и заборавени. Но првото прашање, верувам дека ја интересира јавноста, јас би требала и ние би требало да бидеме заинтересирани првиот ден да дојдеме, да именуваме таму каде што владата именува нови кадри и да ја покажеме на јавноста еден сосема различен тим. Меѓутоа, факт е дека законите во изминативе години биле направени такви за да било која нова влада ја успорат. За да именувате директор, на пример, на ова државна фирма Пујки агенција, кои што апла продолжуваат и да го кршат законот и да се однесуваат неодговорно кон граѓаните на државата, првиот чекор е мора да го смените управниот одбор, надзорен или управен, без разлика која е терминологијата. Второ, за да промените членови на управниот одбор, тие треба согласно закон да полагаат TOEFL или некои други испити за англиски јазик, да полагаат други тестови и таа процедура не се случува преку ноќ. Иначе ние би требало тоа да го направиме преку ноќ, па да дојдеме на емисија и вие да не критикувате дека тоа сме го направиле пребрзо. Не сакаме да бидеме второто ВМРО ДПМН. Сакаме да ги почитуваме законите. Но во исто време сакаме да испратиме пораката и до сите оние кои работеле и раководеле со тие фирми и раководат и ден денеска. За секој од нив постои неполитичка, кривична одговорност за тоа што го прават овие денови. Заради тоа што на ваков начин да се злоупотребуваат пари на граѓаните и да се мисли дека политичката заштита која уживале 10-11 години ќе продолжи, е навистина недозволива. Ќе очекуваме и ќе бараме, како што велиме ќе важат законите за нас, ќе важат законите и за тие луѓе. Па утре пред јавноста нека објаснат како е возможно, реков, 100 милиони евра штета да се направи со еден тендер за кој слушавме дека Груевски барал 15-18 милиони евра. Испаѓа ова второво поголема штета дури од првото мито што го зел.
И кога договорите се прават во телефонски разговор помеѓу премиерот и министерот за транспорт, еве што се случува. Се случува Македонија да плати 3 пати поскап автопат од оние што ги прават во Грција или во Бугарија. Истото со ПУИК, мислам дека на јавноста и стана јасно кога видовме кој ги земал тендерите, на кој начин се земали тендерите, и тоа однесување мора да прекине. Владата ќе направи се да го почитува законот, но второ да стави стоп на ваквото однесување како германците кога си заминувале. Запали, уништи го мостот и одиси. Автопатот е крив, може би ќе треба одново да се прави, голема тема е тоа, но еве, како последно за гледачите, ќе има Суперкуп? Ќе направиме се и Суперкупот да се одржи во Скопје. Знаеме дека е ова тема која надминува и политички разлики и фала Богу имаме такви теми. Владата тоа го направи уште во првиот чекор. Кажа дека ќе направиме се што е во наша моќ да се коригираат грешките и недостатоците кои 2 години, пазете, се буткале под тепих. 2 години се зборувало, а не се постапувало по она што УЕФА го барала и што владата и го ветувала. Таквото неодговорно однесување го казнија граѓаните на избори и таквото неодговорно однесување ние мораме и сакаме да го промениме. Колеги, ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Госпоѓа Шекеринска, ви благодарам што бевте за прв пат како вице-премиер, а втор пат по она изборно Жешко Столче повторно мои гости. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Телма. Утре во редовното дебатно издание со вас е Александар Томовски.